Сосема е известно дека воредната состојба ќе ги задржи дома учениците и по истекот на оние 14 дена, кои првенствено беа предвидени поради заканата од коронавирусот. Затоа од Министерството за образование бараат алтернативни начини да продолжи едукацијата на учениците и да се продолжи нивното образование на неформален начин, каде што ќе се едуцираат преку апликации и други технички средства. Воедно апелирајќи до младите да бидат одговорни и да останат дома поради заканата од коронавирусот. По примерот на општината Карпош, која веќе започна со проект за дигитална платформа за комуникација помеѓу ученици и професори, со ваква настава започна и општина Кочани. Тоа го образложи директорот на Основното училиште Свети Кирил и Методи, кој ги повика учениците на онлайн настава и учење преку веб страницата Свети Кирил и Методи Кочани wordpress.com. Заради одржување на континуитетот во учењето на нашите ученици, креиравме платформа, преку која платформа нашите ученици ќе спроведат само учење, односно оваа платформа ќе им помогне за совладување на новите наставни содржини, кои во овој момент не се во состојба да ги совладаат овде внатре во нашето училиште. Ученици и родители, на следнава веб страна можете да најдете работни материјали по секој наставен предмет во секое оделение, односно за секое оделение. Апелираме секој ученик самостојно или со помош на своите родители да ја посети оваа платформа за учење и да ги исполни своите обврски како ученик. Впрочем, најдобро слободно време е само корисно поминатото време. Јас како директор на Основното училиште Свети Кирил и Методи од Кочани би сакал уште еднаш да апелирам до нашите ученици. Своето слободно време, односно овој принуден распуст, да го користат за учење во домашна атмосфера, да ги почитуваат препораките кои секојдневно се даваат на медиумите од страна на Министерството за здравство и од страна на владата на нашата држава. Да ги почитуваат исто така и препораките кои што ние, вработените од Основното училиште Свети Кирил и Методи Кочани, им ги дадовме последниот ден кога го завршија наставниот процес во нашево училиште. Поточно апелираме уште еднаш до нашите ученици да не се собираат во групи во своите домови, да не одат на роденденски забави и воопшто да немаат било какви групни собирања како во своите домови, така и надвор од своите домови во овој период, се со единствена цел да се заштитат самите себе и своите најблиски од овој вирус кој надвладеа насекаде околу нас во овој момент во светот. Уште еднаш би сакал да ви посакам многу здравје и успешна работа во текот на следниот период. Воедно би сакал да ве поканам да ја погледнете оваа платформа која што моите колеги Нада Давидкова, наставник по информатика, и Елизабета Георгиева, наставник по математика, ја изготвија за нашите ученици и нивните родители. Ако треба да останеме дома, тоа не значи дека треба да се биде и надвор од образовниот процес, констатираа и другите училишта, охрабрувајќи ги родителите да ги охрабрат учениците да се вклучат во ваквиот тип на настава, кој засега има предавања по 8 предмети преку алатката Google Drive. И од Средното училиште Гоше Викентиев истакнуваа дека за време на прекинот на наставата потребно е да се анимираат учениците, користејќи го интернетот и социјалните мрежи. Голем дел од класните раководители имаат креирано Facebook групи за своите класови, па комуникацијата се одвива преку класните раководители. Дел од задачите се да се ангажираат матурантите да ги изработат проектните задачи и преку класните раководители да бидат доставени до предметните професори, тоест ментори. За учениците од незавршните класови, предметните професори ќе зададат задачи, есеи, семинарски работи и друг вид на задолженија на учениците. Други форми на комуникација на професорите со учениците се преку апликациите наменети за настава оддалечина. Edmodo, Moodle, Google Meet, Google Classroom, Office 365, Zoom и други апликации. За изработка на проектни задачи за матурантите имаат подготвено и професорите од гимназијата Љупчо Сантов, од каде што истакнаа дека и тука се работи онлайн. Поскоро сите предмети и професорите преку интернет и онлайн едукативните алатки се во постојан контакт со учениците. Во меѓувреме, министерот за образование Адеми истакна дека моментално не постои можност за организирање онлайн настава за сите ученици поради повеќе причини. Пред се поради недостапноста на интернетот во сите средини, но и поради тоа што сите ученици не поседуваат IT уреди и се едуцирани да ракуваат со нив.